Да се биде астронаут значи да се преземат ризици што ги надминуваат границите на земјата. Во 1984 година, Брус Мекендлес и Боб Стюарт ја изведоа првата вселенска прошетка без јаже, користејќи млазни ранци со азотни млазници. Мекендлес се оддалечи цели 90 метри од леталото Челенџер, оставајќи зад себе историски слики од човечка фигура над бездната на вселената. Подоцна истата година, оваа технологија беше клучна при спасувањето на два неисправни сателити, Палапа Б2 и Вестар 6. Астронаутите Ален и Гарднер маневрираа кон нив, успешно ги фатија и ги вратија во леталото Дискавери. Една од највпечатливите сцени беше фотографијата на Гарднер со надпис на распродажба. Иако млазниот ранец беше повлечен од употреба поради ризиците, овие прошетки останаа како редок доказ за храброста на астронаутите. Денешните мисии се потпираат на јажиња и роботи за слични задачи, сведочејќи за еволуцијата на безбедноста во вселената. Сепак, со развојот на приватните мисии, можно е повторно да видиме слични подвизи. Фотографиите од 1984 година потсетуваат на времето кога луѓето буквално лебдеа сами во бескрајот, оставени на милост и немилост на своите способности и технологијата. Илон Маск објави дека значително ќе го намали својот ангажман во американскиот владин оддел за ефикасност, познат како ДОЦ, за да се фокусира на своите компании, особено Тесла, која се соочува со големи финансиски предизвици. Одлуката следи по пат на профитот на Тесла за 71% и пат на акциите за над 50%. ДОЦ беше формиран за да ги намали владините трошоци за $2 трилиони, но досега заштедите изнесуваат околу 170 милиарди. Маск ќе продолжи да соработува со ДОЦ само 1 до 2 дена неделно. Јавноста остро го критикуваше неговото влијание во администрацијата, а анкети покажуваат растечки притисок за негова одговорност. И покрај повлекувањето, дел од неговите луѓе остануваат на влијателни позиции, што покажува дека неговото влијание не е сосема завршено. Критичарите на програмата тврдат дека ДОЦ повеќе служел како политичка алатка отколку реална реформа, со акцент на краткорочни резултати и медиумска експозиција. Иако некои функционери го бранат Маск, велејќи дека иницирал неопходни промени, јавноста се повеќе бара транспарентност и отчетност за резултатите од неговото влијание во владата.